Човекот со среќата во шупливата цреша. Приказна од Марко Цепелко. Си бил еден сиромашен човек кој постојано се жалел дека нема среќа. Не му работел късметот, па затоа не можел ништо да направи во животот. Еднаш му се јавил на сон еден човек и му рекол да не се жали многу, туку да оди и да си ја бара среќата. Среќата негова била во блискиот град во една шуплива цреша. Кога се разбудил утредента, сиромавиот не знал што да прави. Сепак решил да оди во блискиот град и да си ја бара среќата. Може би има нешто во тоа, ако не, ќе изгуби само 2 дена што ќе оди и ќе се врати. Другиот ден, рано наутро се спремил и тргнал во блискиот град да си ја бара среќата. Кога стигнал таму, одел по сите улици, гледал наоколу, ама не нашол ништо. Отишол во чаршијата, барал и таму ништо. Кога почнало да се стемнува, тргнал кон Анот, за да ја помине ноќта таму, па утредента да си го фати патот за дома. Кога поминувал покрај една продавница, видел пред вратата една цреша. Се наведнал да ја земе, но во тој момент го видел продавачот и му викнал налутано: "Остави го тоа што го најде пред мојата врата." Човекот многу се посрамил и му ја покажал шупливата цреша. Продавачот видел дека е туѓинец и го викнал во продавницата. Во разговорот, човекот му раскажал на продавачот за тоа како му се јавил некој на сон и му рекол да дојде во тој град и да си ја бара среќата во една шуплива цреша. "Колку си бил будала, пријателе," му рекол продавачот, "да тргнеш на толкав пат од твојот град за да си ја бараш среќата во една шуплива цреша пред мојата врата. Не биди будала да веруваш во сонови. Еве и мене многу пати насон ми се кажува едно богатство во твојот град, во една куќа залепена до една чешма, спроти една фурна за леп. Во огништето од таа куќа имало злато. Па зарем јас да одам да барам таква куќа, и ако ја има, да го молам домакинот да ми дозволи да копам? Сите ќе ме прават будала. Среќата моја и твоја, пријателе, е во работата. Ние треба да си ја гледаме својата работа." Човекот се стопил од срам. Толку се збунил, што вратата не можел да ја најде на одење. Заборавил дури и да му каже пријатно на продавачот. Излегол право надвор и го фатил патот за дома, да уште ноќта се вратил во својот град. Се лутел на себе си што испаднал таков будала и се плашал дека и други ќе разберат и ќе му се смеат. Утредента, седејќи дома покрај огништето, размислувал за она што му се случило. Одеднаш се сетил дека неговата куќа се наоѓа до чешма и дека спроти неговата куќа има фурна за леп. Можно ли е, си помислил, на продавачот да му се сонило за мојата куќа? Ќе кренам плочава што е на огништето. И така нема никој дома сега. Да видам, може би е тука богатството што го сонувал продавачот. Станал и ја поткренал камената плоча од огништето. Кога ќе види, подна еден казан полн со златни пари. Тогаш поверувал во својот сон, дека среќата му била во шупливата цреша.